Ние продолжуваме со денешната тема. Јас се нареков денешната тема раноцрковни документи. Раноцрковните документи, тоа може да кажете, па добро, тоа е комплексно име или што и да значи тоа, мистериозно име. Тоа се уствари книгите од Библијата, од Новиот Завет, кои се пишувани по Евангелијата и така натаму. Тие се раноцрковните документи. Документите кои раната црква ги пишува до црквите, апостолите, апостол Павле, апостол Петар, кои ги пишуваат до црквите, ги се викаат раноцрковни документи. Ова сезона во малите групи, устари пред да продолжам вака. Мора да нагласам нешто, затоа што кога ќе продолжам со проповедта, ќе заборавиме на тоа. Јас сакам на Никола и на Кристина да им честитам брак, затоа што вчера имавме тука една обава венчавка. Ако сакате да видите како изгледаше, ќе се отворите на Facebook, постиравме таму све. После тоа може да им честитате, така да Господ нека ја благослови, нека ја води низ животот и нека ја управува, нека навистина ви благослови со благодата која излегува од него. Амен. Амин. Продолжуваме понатака, да не го заборев овој дел. Значи, ова сезона ги проучуваме посланијата на апостол Петар. На почетокот од оваа сезона имавме тука мала група и јас дадов еден краток вовед за сетингот, напишувањето, публиката до кој е пишувано и така натаму. Јас сега ќе дадам малце проширен вовед во посланието и еден преглед на темите кои се во посланието. Што нема да биде класична проповед, што ја слушате секоја недела, туку ќе биде баш еден преглед на темите кои се појавуваат во првото Петрово послание. Прво, да видиме каде е пишувано тоа послание. Или апостол Петар го пишува до црквата која е распрсната, така почнува во посланието. Црквата која е распрсната низ Понт, низ Галатија и така натаму. Тие се места кои се на некој начин во денешна Турција се наоѓаат во целиот тој простор и црквата е распрсната за сите тие страни затоа што црквата доживува некакво прогонство во тој момент. Сега, Петар во 5 глава, 13 стих кажува дека им праќа поздрав од Вавилон. Си кажете, добро, дали Петар во тој момент се наоѓа во Вавилон? Како изгледа Вавилон во тој момент? Јас ќе ви кажам дека со сигурност може да знаеме дека Петар не се наоѓа во Вавилон, туку зборот Вавилон представува нешто друго. А како го знаеме тоа? Ако истражуваме сите оние околни текстови од првиот век и пред тоа, тоа што се пишува за Вавилон, например од Диодор од Сицилија, некаде пишува 36 година пред нашата ера, вели вака: зградите за Вавилон пишува или пропаднале, или времето ги уништило. Од Вавилон нема ништо, има само некои ѕидини, во кои ѕидини живее некој мал број на население, кој внатрешноста во ѕидините почва да ја користи како земја на која може да сади, да има сетва и жетва. Ништо нема од Вавилон. Така да кога Петар го пишува тоа по свое послание, некаде 80 години, после или 90 години откако Диодор го пишува тоа за Вавилон, предпоставуваме дека Петар се наоѓа во Рим. А како може тоа да го предпоставиме? Како прво зборот Вавилон символички во историјата на црквата и во историјата на израелскиот народ, Вавилон го представува центарот на моќ кој е спротивен на Божиот народ, на Божите принципи. Затоа што Вавилон остава толку силна трага на израелскиот народ, затоа што во нивната историја Вавилон беше место каде што тие беа однесени во робство. Тоа беше центарот на моќ, кој беше директно, тоа е центарот на моќ кој го сруши Божиот храм. Така да Вавилон символички за Петар во тој момент го представува Рим со цела своја мрежа и со сета своја, како да кажам, управување кое е спротивставено на Божиот народ. Местото значи е Рим. Имаме исто така после Петровото послание, 3-4 век, од да кажеме Тертулијан и Еузебиус, исто така рано црквени оци кои пишуваат дека при крајот на својот живот Петар престојувал во Рим, каде бил уствари и убиен заедно со апостол Павле. Местото на пишување е Рим, веројатно кон крајот на неговиот живот.
има повеќе параметри кои може да се земат во предвид. Дури сколарите предпоставуваат дека пишан помеѓу 62 и 63 година од нашата ера. Толку лесно може да се предвиди со тоа што пише од дела апостолски, писмата на апостол Павле кои не го спомнуваат Петар додека тој бил во Рим и така натаму. Има многу параметри кои може да се земат за да се види кога точно Петар го пишува своето послание. Историскиот контекст во кој пишува апостол Петар е да кажеме еден мајндсет кој многу го вреднува честа и срамот. Честа во Римското царство е многу важна работа. Поважна од било што. За честа римјаните се спремни да умрат. Само честа да остане. Срамот е на некој начин антикултура. Се што ќе направиш, што ќе ја постигнеш своето семејство, својата како да кажам, група од која доаѓаш, својот град, е неприфатливо, е антисоцијално. Апостол Петар многу пишува за честа и за срамот. Ако го читате целото послание, и ви препорачувам да го читате, ќе ви биде потребно прилика 15 минути да го читате целото, ако читате бавно како мене, на тие што побрзо читате, 10 минути ви се доволни, верувајте ми, 5 глави. Апостол Петар кажува дека како и во светот на римјаните, така и во црквата, честа и срамот се важна тема. Но тој го редефинира концептот на тоа што всушност е вистинска чест, а што е вистински срам. Тоа можеме да видиме што е тоа што Петар го адресира таму. Затоа што некои работи во римската култура во која тие се наоѓаат се еквивалент на тоа како и во црквата што е чест и што е срам, но има работи кои дистозираат и Петар ги адресира тие работи низ целото послание. Апостол Петар има една тешка задача, тоа е да напише писмо за една разочарана црква. Тоа може да се види во тонот во кој тој го пишува тоа послание. Црквата е разочарана. А зошто е разочарана? Па пред се е разочарана затоа што црквата доживува некакво прогонство. Ти не ми е јасно како може Исус кој е победникот на смртта, сега да поминува неговата црква да поминува низ такво прогонство. И тоа е многу тешка задача. Мислам дека првата црква очекувала работите да тргнат на подобро. Но од искуството на апостол Петар разбира дека растежот на Божјото царство не значи автоматски растежот во удобност и моки. Понекогаш можеби така гледаме растежот на црквата. Како што црквата ќе расте нејзиното влијание, ќе расте нашата удобност, нашата позиција и нашата моќ во општеството кај што се наоѓаме. Па понекогаш не е така. Раната црква многу добро растела, но растело и прогонството. Така да првата црква едноставно имала едно такво негативно искуство и била малку разочарана и Петар и пишува на таквата црква. Понекогаш значи прогонство. Тоа е првото искуство кој го имаше дури и апостол Петар. И тоа веднаш нешто што се случи веднаш после првото чудо кое Господ го направи преку нив. И знаете, јас можам да замислам како Петар се чувствувал кога на влезот во храмот, го исцелува тој хромиот и оди во храмот и наместо да луѓето да кажат лелеве стварно Господ делува, овие го тепаат. Замислете кој емоционален, како да кажам, турбулентен период бил тоа во животот на Петар. Може би очекувањето било после ова чудо, кој веќе нема да верува во името на Исус. Па во името на Исус беше исцелен овој. Не само што не веруваат, ги истепаат. Им кажат да не зборуваат веќе за таа тема. Пишувањето на Петар од тоа што можеме да го видиме преку посланието е, така да кажам, христоцентрично. И ќе ви кажам зошто. Тој како охрабрување во времето на прогонството и за осредоточување на погледот го спомнува страдањето Христово. И во ниеден момент не се навраќа на своето лично страдање, за да завземе повисока морална точка во аргументот. Тоа што е за мене навистина фасцинантно, Петар не им кажа што бе разочарани сте затоа што страдате, па јас страдав. Искрен да бидам, тоа е прво нешто што јас го правам во моите пасторални разговори. И сега се срамам од тоа. Затоа што кој некој ќе сподели дека страда, јас се го кажам, по добро и јас страдам. Одма некој начи страдањето на другиот, или го поклопувам као, па добро се, голема работа ти страдаш. И јас сите страдам и сега што?
И нема никаква разлика. Нема никаква важност на тој што страда. Петар, затоа што е многу попаметен и духовен од мене, тој не ја прави таа грешка. Тој не кажува, страдате, па ја страдам, мене ме истепа, и што да правиме сега? Идемо далje. Тој на некој начин се осврнува повторно на Христос и ги охрабрува дека страдањето понекогаш доаѓа, но тоа на некој начин не прави нас сострадалници со Христос, затоа што и тој кој дојде совршен, тој што не погреши ништо, страдаше, ние страдаме заедно со него. Петар не завзема повисока морално стојалиште од црквата. Тој како камел темелник, како зачетникот на црквата, го става Христос во центарот. Тој што е избран од самиот почеток, уште пред создавањето на светот, на кого му припаѓа целата чест и слава во сите векови. Да имаме еден краток преглед на посланието. Јас ќе прочитам неколку стихови и ќе дадам кратко образложение. Еден од првите моменти во посланието што ми скока од страниците на Библијата е првата глава, 8 и 9 стих. И апостол Петар вели вака: кого го сакате, и ако не сте го виделе, и во кого верувајќи сега, а не гледајќи го, се радувате со неискажлива и славна радост, примајќи ја крајната цел на вашата вера, спасението на душите. Едно од првите прашања кои можеби ќе ви ги постават е: каде е Бог денес? Зошто денес Бог не може да го видиме? Каде е Бог денес? Како да го опишеме тоа чувство и чудно делување негово внатре во нас? Во светот во кој живееме, емпириските докази се најважни. Знаете, доказите кои излегуваат од епрувета се најважните докази и јас би кажал дури единствените докази на кои ние може да се базираме. Кои кажеме научно докажано, се работи за емпириски докази кои се повторуваат преку испити, преку експерименти и во кои резултатот повторно е ист. Тоа се според денешни мерила доказите на кои можеме да им веруваме. Животот во Бог, искуството со Бог, според денешната дефиниција е многу неверодостојно, многу, како да кажем, лабилно, едноставно нема некоја основа да може да му веруваме. Прилика светот сака доказ за Божјото делување преку некој тест кој е еквивалент на епрувета во лабораторија. Тоа што може би треба да се покаже е поголемата слика. Наместо да гледаме во молекулите, Бог не предизвикува да погледнеме на неговото делување низ историјата и низ сведоштата на луѓето во последните 20 века. Животите кои биле променети, надежта која била добиена и неисцрпната љубов која луѓето имаат за Исус. Како што вели апостол Петар, оној кој него не виделе, а го љубат неизмерно. Тоа прашање, таквото прашање не е ново, тоа е старо, од самиот почеток е тоа прашање. Затоа апостол Петар тука го адресира ова. Како можеш да го љубиш Исус кој ниси го видел, ниту е тука до тебе? Како можеш да имаш таква љубов за некој кој материјално, физички не се и до тебе? Едноставно е несватливо. И знаете ли што? Тоа стварно нема никаква логика. Нема никаква логика. Ако навистина Господ некако внатрешно во нас не действува преку силата на Светиот Дух. Ако Светиот Дух не действува внатре во нас, нема никаква логика да сакаш или емотивно да се приврзан за некој кој ниси го видел, ниту сега имаш, како да кажем, некаков материјален бенефит од него. Зошто? Зошто би го правил тоа? Апостол Павле вели: ако Христос не воскреснал, ако неговото делување не е вистинско, ние треба да бидеме луѓето кои најмногу треба да ги жалат. Такви треба да бидеме ние. Одеме понатака во 2 глава, 1 до 3 стих, вели вака: отфрлете пак, тоа е еден совет кој, не совет, тоа е како заповед кој Петар, императив кој Петар го дава до христијаните. Отфрлете пак од себе си секаква пакост и секаква измама, и лицемерство, и завист, и секакво клеветење. Како новородени деца, бидете желни за вистинско и духовно млеко, та во него да пораснете за спасение, бидејќи вкусите дека Господ е добар. Чисто духовно млеко. Не се купува тоа у Рамстор, ниту у Тинекс, туку доаѓа
од некој друг извор, чистото духовно млеко. Секако мора да сватиме дека тоа е символички јазик кој апостол Петар го користи, така ли? Нема ли валја тогаш некои свети крави па такво млеко дават, не знам. Прашањето кое апостол Петар сака да го постави на секој еден во црквата е: со што се храниш секојдневно? Со што се храниш секојдневно? Со што ја храниш својата душа? Со што го храниш својот ум? Со што го храниш своето срце? На што се изложуваш секојдневно? Како што храната ја внесуваме секој ден во нас, така внесуваме еден куп работи во нас, кои можеме не се таква физичка храна за стомакот, туку се за нашата душа, за нашиот ум, за нашето срце. Апостол Петар сака да напраша и да не разбуди, да не каже: внимавајте со што се храните. Не е можно да вложуваш во една работа, а да очекуваш поинакви резултати. Едноставно не е можно. Ако вложуваш во, како што вели апостол Петар, во пакост, измама, лицемерство, завист, клеветење, што очекуваш во животот? Искрени пријателства? Убаво хармонично семејство? Тоа го очекуваш? Не може. Едноставно не е можно. Мора да внимаваме со што ја храниме нашата душа, нашето срце. Понатака во 4 стих вели вака: пристапете кон него, живиот камен, од луѓето отфрлен, од Бога избран и драгоцен. Пристапете кон Христос. Отфрлањето на Христос од друга страна не е ништо ново. Да се мисли дека верата и посветеноста е нешто глупо, не е ништо ново. Понекогаш навистина можеме да влеземе во тие наративи дека и така е светото оди на полоше и потешко ќе биде и така натаму. Океј, има доза на вистина во тоа. Но да се мисли дека на црквата е било полесно во први век, јас мислам дека е страшна небулоза. Дека на црквата е било полесно во први век. Па ние не сме доживеале прогонство за да видиме дали им било полесно. Тоа што е интересно во денешно време, луѓето кои, социолозите го истражуваат тоа, луѓето кои зборуваат најмногу за страдање се луѓето од првиот свет. Од таму каде што всушност има најмалку страдање. Луѓето кои се најзагрижени за страдањето во светот се луѓето кои всушност никогаш во животот не доживеале некакво страдање. Онака материјално, физичко страдање, онака глад да почувствуваат политичка опресија. Тие луѓе се најзагрижени за некакво страдање. Ги тепа најмногу анксиозност, најмногу депресија, да не дојде страдањето. А луѓето кои живеат во такви системи не зборуваат многу за таа тема, што е многу интересно. Така да верувам дека и црквата понекогаш во денешно време каде што ужива неверојатна слобода, некогаш се преокупира со темите на ова е најтешкото време за црквата. Ние сите ќе изгинеме, отидовме и така натаму. А што да каже црквата во Кина? Што да каже црквата во Иран? Верувам дека не зборуваат многу на таа тема таму. Затоа што го живеат тоа, зборуваат на темата на надежта, на оно што Господ допрва ќе го прави во овој свет. Отфрлањето на Христос, како што кажав, не е ништо ново. Не треба да сме изненадени во тој поглед. Тоа што апостол Петар го цитира овде е делот од тие некои старозаветни пророштва. Пристапете кон него, живиот камен од луѓето отфрлен, но од Бога избран. Не треба да сме изненадени во тој поглед. Понекогаш мислиме дека на првата црква, како што кажав, и било полесно, бидејќи го имаат видено Исус во тело, го искусили Исус во тело, имало сведоци кои се сеќаваат на неговите чуда. Од тоа што го читаме, на вистина нема никаква разлика. Ама апсолутно никаква разлика. Луѓето честопати ќе погледнат на Исус и ќе го отфрлат. Тоа е фактичка состојба. И доаѓаме до делот кој мене ми е најдрагоцен во целото послание. Втората глава, 9 до 11 стих. Вели вака: но вие сте избран род, царско свештенство, свет народ, луѓе придобиени за да ги возвестите совршенствата на оној кој ве повикал од темнина во својата чудесна светлина. Вие кои некојаш не бевте народ, сега сте Божи народ. Кои не бевте помилувани, а сега сте помилувани. Возлюбени, ве молам како придојдени и гости
да се пазите од телесните походи што војуваат против душата. Неколку работи сакам да забележиме во овој дел. Прво, ние сме дел од Божјото историско делување. Црквата, не ние, црквата, вклучувајќи ни нас, сме дел од Божјото историско делување. Ние сме континуитетот на Божјиот народ на земјата. Народ кој Господ го гради од самиот почеток. Втора работа. Мораме да бидеме свесни каде се наоѓа фронтот на борбата, на таа духовна борба. Таа се наоѓа во твоето срце. Тоа е многу важно. Понекогаш премногу гледаме во надворешните фактори, политиката, моралната расипаност на општеството, недоразбирањето на црквата, семејството, што иде. Сите тие се голем дел од тие надворешни фактори кои нас си ставаат една слика и си кажаме таму доаѓаат нападите. Иако сите тие се важни нешта, сепак фронтот и најтешката и вистинска борба се случува внатре во нас. Внатре во сечие срце. Како што вели Исус, од срцето извираат нештата кои го погануваат човекот. Срцето е изворот на животот и затоа мудриот Соломон во неговите изреки рекол дека најмногу од се треба да го чуваме срцето, бидејќи од него извира животот. Таму се наоѓаат мотивите кои само ти ги знаеш, зашто и да правиш во животот. Таму се наоѓа надежта, тоест надежта во што ја полагаш ти твојата надеж. Таму се наоѓа. Не може друг тоа да го прочита. Таму се наоѓаат твоите планови за историјата, како ти ќе действуваш, што ќе правиш, што планираш во животот. Се е таму. И од таму извираат твоите најосновни и длабоки одлуки за твојот живот. Од таму извираат. Не доаѓа тоа од околностите, па да кривиме некој друг и така натаму. Не доаѓа од нашите пријатели, роднини, родители, па да ги кривиме нив и често пати тоа и го правиме. Сметаме дека сите околу нас се виновни за нашата состојба, освен ние самите. Во тој случај требаше да има многу родители по затвори, а не мислам што е поентата, нели? Нашата одлука, нашите дела, нашите постапки се тие кои кои излегуваат од внатре од нас и на некој начин излегуваат од внатре од нашето срце. А тоа е местото кое единствено Бог може да го прочита. Никој друг не може да го чита тоа. Понекогаш размислувам за службата во која сум јас, во таа пасторална служба. Понекогаш седам со некои луѓе со сати разговарање, со некои луѓе разговарам години за некои работи во животот и така натаму. И понекогаш ме удира тоа дека иако тоа го правам, иако таква е службата, единствен кој може да го прочита и да го адресира срцето на таа личност е само Бог. Не можам јас. Јас не можам да кажам имаме прогрес, пораснавме или не знам што. Затоа што јас не можам да го читам човечкото срце. Единствено Бог го може тоа. Јас само можам да служам и да верувам дека Господ навистина работи во секој еден поединец. И верувам дека тоа е така. Човечкото срце е тоа кое го определува твојот идентитет и таму ќе се најде најсилната борба за тебе. Зошто да бидам дел од црквата, на кој начин да бидам дел од црквата, зошто да бидам одговорен, зошто да служам, зошто да не служам. Милион надворешни фактори може да ги дадеме, но вистинскиот одговор се наоѓа во длабочината на твоето срце, во твоите мотиви. Таму се наоѓа тоа. Тоа само може Бог да го прочита. Идеме понатака, 13 до 17 стих вели вака, втора глава, 13 до 17 стих вели вака. И така, ова е еден може би од потешките делови за луѓето од 21 век. Слушате го. И така, покорувајте се. Тоа е страшен збор за 21 век. Да се покориш на некого. На кого беа да се покорам? Јас сум цар на светот. Што значи тоа да се покорам? Покорувајте се на секоја човечка власт. Знаете, тоа е малце уште повеќе тешко да се разбере, да каже покорувајте се на Бога, кажеш па добро, оке, има смисла. На секоја човечка власт. Што значи тоа се? А каде е мојата, каде е мојата слобода? Вика, покорувајте се на секоја човечка власт поради Господ. Било на цар, како на врховна власт, било на управители, на негови пратеници, за да ги казнат злосторниците, за да ги пофалат добротворците. Зашто таква е војата Божја. Со добротворството да го замолкнуваме незнаењето на безумните луѓе,
како слободни, а не како такви што ја потребуваат слободата како покрива за вршење зло. Туку како слуги Божи, почитувајте го секого. Браќата, сакате ги. Имајте страхопочит кон Бога, царот, почитувајте го. Оној кој врши прогонство, и тој да го почитуваме. Или само тој кој е добар со нас. Јас не мислам дека царот во тоа време го викнал апостол Петар и му кажал: слушај, имаш стварно убава мисија, вратите ти се отворени, врши ја твојата мисија. Такво нешто јас не читам. Читам дека на секој чекор апостолите живеа во прогонство. А за таквиот цар апостол Петар ќе каже: почитувајте го царот. Може би за нас нема ништо револуционерно во изјавата на апостол Петар, но Петар тоа го пишува во време кога култот на императорот е најпопуларен. Денес тоа го немаме, онака пластично покажано. Тоа што првата црква Исус го нарекува Христос, всушност е клучен дел од равенката за прогонството. Бидејќи императорот е тој што сакал да биде виден како Христос. Бидејќи тој сака себе си да се представи како спасител, како избавител. Тие региони што тој ги освојува, на некој начин неговата пропаганда е: сега јас ве спасив луѓе. Разбирате? Сега сте во моето царство, јас на вас ве спасив. Тоа е титулата која императорот ја става врз себе. Кога црквата вика Исус Христос, тоа значи дека некој друг освен императорот сега е вистинскиот спасител, а не е императорот. Тоа е клучен дел од равенката зошто се случува прогонството токму на христијаните. Затоа што царот поднесува многу религии, разбирате? Колку повеќе богови, толку подобро. Такво општество е тоа. Паганско општество, многу божешко општество. Колку повеќе богови, све ми бое, лепо стое. Разбирате? Колку повеќе богови, толку подобро. Но ако се појави еден Бог кој ќе каже ова е спасител, тогаш е веќе проблем. Што прави апостол Петар? Тој го поставува балансот и избегнува две крајности. Кој каже почитувај го царот, живете сложно со браќата заради Господ. Тој прво ја избегнува крајноста на крстоносните војни. Тој избегнува крајност на бунт против императорот и оправдани насилства за некаква повисока цел. Тој го избегнува тоа. Денес тоа е наративот за секоја војна. Па искрено да бидам и за војната во Украина. Има повисока цел, затоа тоа што сега го правиме е исплатливо. Таа цена може да се поднесе затоа што целта е повисока. Тоа е изговорот на секоја крстоносна војна. Имаме повисока цел, затоа човечката жртва е исплатлива. Апостол Петар тука го избегнува таа една крајност, крстоносните војни. Второто нешто што го избегнува апостол Петар е претопување и препуштање на теченијето во верување дека императорот е Бог и дека се зависи од него. Тоа е другата крајност која уствари бил дефолт мод во општеството. Денес речи се невозможно некој овие зборови да ги каже дека ги верува за денешните власти, дека се Бог. Никој тоа од нас нема шанси да го каже. Но јас мислам дека најголем дел од луѓето всушност го живеат животот на начин како властите да се извор на се. Имаат статус за нив дури како да се божество, иако не се употребува тој речник. Радоста, мирот и благосостојбата, па и надежта ги темелат на политиката во моментов. Ако така се чувствуваш, ако радоста, мирот, благосостојбата и надежта ти зависат од тоа кој е сега на власт, ти не си многу далеко од луѓето во првиот век кои го гледале императорот како Бог. Не си далеко. Не го употребуваш тој жаргон, тој речник, но животот го живееш практично така. Речиси, се што го сочинува животот зависи од тоа кој е на власт, ако е така, и разговорот преовладува за политиката, помислам дека такво внимание и посветување не уживал дури ни императорот во првиот век, кога всушност бил обожаван. Петар поставува
вистински баланс во тоа да живееш во одредено општество, во мир. Од друга страна да знаеш дека работите не зависат од тоа кој и да е на власт, туку од Исус Христос, од кој всушност вистински зависи надежта. Така апостол Петар ја го поставува тој баланс. И одиме во 3 глава. 13 до 17 стих вели вака: И кој ќе ви направи зло ако правите добро? Но ако истрадате за правда, блажени сте. Не плашете се од она што тие се плашат и не бојте се. Туку Господ Бог почитувајте го во срцата своји и бидете секогаш подготвени со кротост и страхопочит за одговор на секого кој од вас ќе побара сметка за вашата надеж. Имајте чиста совест, та со тоа што ве напаѓаат како злосторници, да се посрамат тие што ве кудат поради вашиот добар живот во Христос. Зашто ако е угодна на Божјата волја, подобре да страдате правејќи добро, отколку вршејќи лошо. Како Христовиот следбеник да се постави во општеството? Како ние, како негови следбеници да се поставиме во општеството? Апостол Петар вели вака: секогаш треба да бидеш спремен да посведочи за својата вера во Исус. Да кажеш зошто ти се надуваш на Исус. Но тоа се прави со почит и почитување на одлуката на другиот. Ја земаме Библија се овие прекрасни нови завети да ги тепаме луѓето кај да одеме по главата со новите завети. Него предлага тоа Петар. Но од друга страна тој не ни каже и да молчиме се. Знаеш, судбина бе, кој каде, така ќе си заврши. Нели? Господ све знае. Идемо дај. Петар и тоа не го кажа. Тој кажа да бидеме спремни да посведочиме што е тоа што ние го веруваме. Секако да го направиме тоа со почит. Втора работа која Петар ја кажа тука е добрите дела кои извираат од изворот на чистата совест. Никогаш не смееме да правиме добро според некаква математика што имаме во главата за да надокнадиме за нешто лошо. Понекогаш ние имаме некој мерило, математика во главата. Бев доста лош, сега да направам малце добро, за да некоја неутрална зона, да бидам во некоја златна средина, знаете. Ке се почувстваш малце погрешно, си кажеш да служам малце поише, пошто не е нарно работава. Апостол Петар го обесхрабрува тоа. Тој вели никогаш доброто кој го правиме не смее да биде правено од тие мотиви, затоа што е за џабе. И одиме во 4 глава. 7 стих вели вака: но близу е крајот на се. Леле, колку страшно звучи тоа. Па бидете мудри и бодри во молитвите. Крајот на нештата е близу. Има едно прашање за вас. Што ќе направиш ако знаеш дека крајот на светот е утре? Ако знаеш, крајот на светот е утре, што ќе направиш? Има еден филм што многу го сакам, со Фани го гледавме неколку пати. Тоест, еднаш го гледавме, пошто онака ако го гледат, нема ништо страшно да се случува во филмот, но тензијата во филмот што има, на некој начин те обесхрабрува да го гледаш втор пат. Онака напнате филмот. Филмот се вика Seeking a Friend for the End of the World. Сте го гледали филмот? Кој го гледа? Слушна ли? Многу як филм. Устилот доаѓа метеор, приказната е многу едноставно. Доаѓа метеор, паѓа на земјата, нема како да се спасиме, тоа е тоа, и знаат дека точно утре за тоа време светот пропаѓа. Што ги правиш? Стив Карел е во главна улога со Кира Најтли. Многу интересен филм. Во секој случај, во филмот може да посведочиме што се случува во тој момент, кога луѓето сваќаат дека што и да направиш денес, на никој и за ништо не одговараш. Значи, нема морални бариери, нема закон, нема ништо. Можеме да видиме апсолутно се. Од сите можни карактери кои постојат на земјата. Го имате полицајцот кој ништо друго не го интересира, туку неговата работа. И светот се распрага, он пишува казни, не знам, тој и имате овие друштва кои ќе се соберат од некоја дупка и веќе нема апсолутно никаква морална бариера за да правиш било што. Го имаш моментот во кој законот веќе нема кој да те штити. Само може некој да те утепа и никој не може да одговара за апсолутно ништо. И многу е вознемирувачки филмот. Што ќе направиш ако знаеш дека утре е крајот на светот? Тоа е страшната сцена. Апостол Петар вика, крајот е близу,
Па бидете мудри и бодри во молитвите. Бидете мудри и бодри во молитвите. Затоа што крајот е близу, тој не предизвикува да бидеме уште помудри, уште пободри, да бидеме уште подисциплинирани, уште посветени. Или вака, а пред се, како да го направиме тоа? Имајте постојана љубов меѓу себе, зашто љубовта покрива многу гревови. Љубовта покрива мноштво гревови. Колку длабока изјава е таа? Љубовта покрива мноштво гревови. Што се тоа може да значи? Дали тоа значи дека преку љубовта ние можеме некако да простиме гревови? Дали тоа значи дека на нас ни се дава таквата власт затоа што имаме љубов? Се работи за тоа дека доколку пристапиме со љубов и доколку го градиме животот во љубов, многу од нештата ќе предизвикуваат во нас реакција и полесно ќе можеме да ги остане многу од нештата нема да предизвикаат кај нас реакција да се лутиме или да држиме сметка за зло и полесно ќе можеме да ги поправиме односите кои иначе лесно се резипуваат без љубов. Љубовта не штити. Љубовта е како една тампон зона која нас не штити и не држи заедно во заедништвото во кое сме повикани. 9 и 10 стих апостол Петар продолжува или вака: бидете гостолюбиви еден спрема друг без негодување. Ако нешто ние балканци во нешто треба да бидеме добри, треба да биде во гостолюбивоста. Иако мислам дека во последните 15 години исчезнува и кај нас. Треба да бидеме гостолюбиви, без негодување. Не е устел повели у кујната, ама више која ќе си отиде глава. Сега да. Гостолюбиви, без негодување. Служете си еден на друг, секој со дарбата што ја примил, како добри управители на разнообразната Божја благодат. Тоа се обично работи за подигање на својот статус. Знаете, обично јас сум гостолюбив за да ме бие таков глас. Кој ќе отидеме кај Живко и Фани, од пиле млеко има на маса, што да ја кажам? Чисто, прекрасно. Тоа кај нас е многу важно наша култура. Кога ќе дојдат луѓето, прашината да избришено од сите можни површини, да има свена маса, што ви треба. И дури во неколку, таму кај што јас доаѓам во Струмица, кои ќе си одат гостите, домаќинот, знаете што вика, тој постарите викаат: извинете ако нешто сгрешиме, не знам дали се сеќавате на тоа. Ако сгрешивме нешто, извинете, тоа е, нели, да се остави максимално добар впечаток, за да се одржува статусот. Гостопримството, убавиот збор, помагањето. Тоа се нешто кој обично луѓето ќе ги направат за да подобрат својата слика. А што вели апостол Петар? Сето ова се прави за славата на Христос. Сето тоа го правиме за на него да му припадне целата слава, целата чест. И на крај апостол Петар има една убава доксологија, со едно убаво славење на Христос, го завршува овој прекрасен дел. 17 стих понатаму вели: зашто време е да почне судот Божи од Божиот дом. А ако почне најнапред од нас, тогаш каков ли ќе им биде крајот на оние кои не му се покоруваат на Божјото евангелие? Тоа што апостол Петар сака да го каже дека во Божјото царство нема врски. Разбирате, кај нас оперираме со врски. Ти имаш човек некаде, се може да направиш. Во Божјото царство нема врски. Може ќе ве вознемири тоа. Божјиот суд почнува од неговиот дом. Од тука почнува Господ. Господ не е лицемер. Да каже: ви сте во периметрот на црквата, живеете. Овие другите сега пепел. Господ не работи така. Господ почнува со својот суд од неговиот дом. И обично, кога сакам да го нагласам тоа, го взимам примерот на Мојсей. Мојсей кој беше Божјиот пријател, кој беше најкрткиот човек на земјата. Мојсей кој го водеше тој тврдоглав израелски народ, кој во ништо не беа послушни, стално гунџа, нешто правија, нешто не лагодува, сака да си од во робство во Египет, а Господ направи толку чуда да ги спаси и така натаму. И кога всушност требаше Мојсей да им даде вода, Господ му каже: кажи на карпата и ќе излезе вода, а Петар знаете што направи? Петар, затоа што се почувствува дека смее тоа да го направи, затоа што израелците биле толку непослушни, стапот, Джеки Чан, бам од карпата, еве и вода бе, вие никакви израелци, непослушни. И Господ што каже? Не кажав тоа да го направиш.
Едноставно не го представи моето име како што треба, нема да влезеш во ветената земја. Тој што е најблиско до Бог, Господ го држи со највисок стандард. И одиме за крај во 5 глава. 6 и 7 стих во 5 глава или вака: понизете се под крепката рака Божја, за да ве воздигне кога ќе дојде времето. Сите ваши загрижености префрлете ги врз него, зашто тој се грижи за вас. Кој е Бог и што значи крепки? Сте го слушнали зборот крепки? Обично во литургија се слуша тој збор многу. Ти крепки и така натаму. Сме го пееле ние тоа многу пати во православната, пеевме со Фани во православен хор 4 години јас пеев. Беше многу интересно. И го слушам тој збор крепки, и си што е тоа? Трепки ли се, што е во тоа? Крепки е зборот, грчкиот збор кој произлегува од зборот кратајос. Овде се употребува таа, мислам дека акузативна форма на грчкиот збор кратајан. Но тој зборот кој представува мокен, силен. И ако го читаме така, текстот вели вака: понизете се под моќната рака Божја, под силната рака Божја, понизете се. Смирете се таму, под моќната рака Божја. На некој начин апостол Петар го представува Бог како мокен, да се понизиме затоа што тој е мокен. Но од друга страна тој е и нежен. Зашто врз него ние можеме да ги фрлиме врз него. Не да ги донесеме во убаво срочени реченици или убаво напишани изрази нашите грижи, туку да ги фрлиме врз него. Сите наши загрижености, зашто тој се грижи за нас. Како што Хана која ќе се дојде од школа, вака: пам ташната, палтото, сега она е дома, разбирате? Тоа е тоа, таа слобода ја чувствува. Нормално ќе кажеме сега си окренеш, си ги наместиш, но чувството кое таа го има е тоа, дека таа се враќа дома и сега е слободна да го направи тоа. На сличен начин треба ние се чувствуваме заштитено во силната и моќна рака Божја, се понизиме под таа негова рака. Од друга страна да ја чувствуваме таа слобода, да ги фрлиме сите наши загрижености врз него, без да мислиме како ќе падне тоа врз Бог. Тој сака ние така да ги фрлиме нашите работи пред него. Да не сме фини со Бог. Тоа апостол Петар им кажува. И 8 стих вели: бидете трезвени, бидете будни, зашто вашиот противник ѓаволот обиколува како лав што рика и бара некако да проголта. Сатаната е како лав кој рика и бара некако да раскине. Играњето со гревот е како, што вели апостол Петар, играње со разјарен лав. Има такви видеа во зоолошки градини кои луѓе си играат со лавови, дека да видим дали ќе ме фати. И кога лавот ќе го фати, нема бегање. Кога лавот ќе фати, тој не пушта. Саѓате? Нема остат, ево чекај, јас си играм. Ти си играш, ама лавот не си игра. На некој начин апостол Петар не предупредува како да го живееме животот. Да знаеме дека иако ја уживаме слободата Христова и заштитава негова, сепак не треба да бегаме од периметарот во кој Христос нас не штити. Не треба да се опуштиме во сето, затоа што навистина гревот е таков. Има една таква, како да кажам, седуктивна природа во кој тој не навлекува, на која ќе бидеш доволно навлечен. Веќе нема крај, не пушта. Таков е гревот. Ова старата народна ѓаволот кискини и какви? И железни опинци. Само те донесе таму кај што тој сака ти да бидеш. Ќе оди со тебе, железни опинци ќе скине. Само те донесе таму каде што тој сака. И за крај само ќе ви кажам 3 работи кои можеме да ги видиме како основа на Петровото послание, кои допринесуваат за верата, допринесуваат за канонот на нашето верување, за кредото наше. Прва работа е скриениот Христос, така се вика, тој е теолошки концепт, скриен Христос. Славата Христова е скриена и ќе биде откриена во денот на неговото повторно враќање. Христос е скриен во црквата, преку се што се случува, преку секоја трансформација на сечи живот. Петар не пишува апокалиптично како Јован во Откровението, но го има Христовото делување и тоа негово исчекување за тој да се врати. Христос е скриен со нас, но тој во одреден момент ќе се открие.
Втора работа која мене ми е омилена работа од неговото послание е дека учеништвото во христоликоста е како патешествие. Во втората глава, вториот стих, кога пишува дека го пиеме тоа духовно млеко, тој вели, ние растеме во спасението. Ние растеме во спасението. Тоа е патешествие во кој Господ Исус сите нас не повикува. Тоа е патешествие на христијанинот. Сите ние растеме во Христовиот идентитет во нас од ден за ден. И важна работа да знаете е дека првото Петрово послание е многу силна и важна поврзна точка помеѓу Евангелијата, кои се доста уникатни, да ги читаме Евангелијата за Христовиот живот, и Павловата теологија, која тој подосна ја развива. Петар стои како во средината, како еден мост кој ги поврзува Евангелијата и Павловата теологија. Јас се надевам дека сега имате малку поубав преглед на Петровото послание и колку важно е тоа за црквата. Ајде се молиме за крај. Татко наш небесен, ти благодариме за Твојот збор, Господи, од кој извира Твојата мудрост, од кој извира Твојот мир, од кој извира Твоето помазание за нас денес, Господи. Боже мој, помогни ни, Господи, да се храниме со тоа духовно млеко, со тоа квалитетна храна, Господи, која ќе го очистува нашето срце, ќе ги редефинира нашите мотиви, Господи, Боже мој, ќе не прочистува и ќе не носи близко до Тебе, Господи. Господи, помогни ни да растеме во учеништвото, да растеме во христоликоста, Господи, да стануваме секој ден послични на Тебе. Боже мој, Ти не повикуваш на тоа патешествие. И Господи, помогни ни да те видиме Тебе во секој еден детал од Твоето создание, Боже мој, затоа што Ти си присутен. Ти не си одсутен, Господи, Боже мој, Ти си присутен. И го користиш секој еден момент, секој еден аспект од нашиот живот за своја слава. Како што вели апостол Петар, дури и во гостопримството, и во поуката, и во давањето, и во служењето, Господи, Ти се прославуваш. Затоа, Господи, те молам, дојди, прослави се преку се што правиме и преку се што ние сме. Се оставаме, Господи, во Твоите раце. Амен. Amen.